утро и од мене. Време е традиционално да ја продолжиме програмата во живо на Сител телевизија. Следите магазина, денеска заедно со мене е Вито Славевски, оној човек кој што долго време е со музиката. Морам да кажам дека пред се е рокер во душа, но на сцената на големото шоу никогаш не е доцна и тоа како покажа дека навистина може да ги владее и добро да ги отпее сите наши македонски песни, XU и така натаму. Тоа значи дека е музичар во вистинска смисла на зборот, бидејќи тој навистина сериозно ужива во музиката и денеска заедно со нас ни допатува директно од Пробештип, кое што е негово родно место и не го напушта, нели? Никако, никогаш. Добро утро, Вито, и добро ми дојде. Добро утро. Како си, добар ли си? Одлично, добро е, супер. Многу ми е драго. Одмараш периодов, работиш, беше напорно декември, јануари, предпоставувам. Секогаш е напорно декември, јануари. Февруари малку ќе биде полабаво, ќе стагнираме малку, но никогаш не се знае, може ќе се изненади нешто да биде февруари така бурен на музички план. Кога кажа но ми се вкречиш, но никогаш не е доцна. Тоа е кажано одамна. Тоа е и одамна. Веќе пред неколку години е. Да, помина веќе долго време. Поголеми дел луѓето знаат да те поврзат со шоуто, што е нормално, нели, поради 9-та сезона, сега веќе 11-та во тек. Така. Верувам дека и од сегашен аспект ти едно супер искуство и дека само доби плюс веројатно нели во однос на промоција, на маркетинг. Мора да кажам дека тоа е така, тоа е некој мој прозорец кон светот. Така си е. Тоа ме прослави, да речем. Така си е. Инаку си веќе 37 година од како Еуфорија групата беше формирана. Да, далечната 1989 година, минатиот век. Јас сум се родил, ти си почнал во група. Така е тоа. И денеска сме заедно во студиото во живо. Супер, баш ми е даден. Да, тоа е многу убава комбинација. Што има? Што се случува периодов? Па, така, заврши тоа декември, јануари, има многу настапи, многу свирки и сега малку ќе се одмара, пак има свирки, но и во план сам за нова песна, но за тоа потоа ќе биде скоро. Добро, во кој фазон ќе биде сега оваа нова песна? Овој пат, прв пат ќе биде со балада, мора да кажам. Балада. Мене баладата ми е прва љубов. Така доживувам дека баладата е нешто најмногу во кое што пејачите може да истакнат емоции. Брзата песна може да биде и ние што викаме на дур, само да е весело. Баладата е нешто посебно, таму се искажува квалитетот на секој пејач. На баладата си бара малку и посебно, нели, посебен пристап, веројатно друг тип на емоција. Секако. Баладата е нешто различно. Ова ќе биде убава молска балада, бидејќи има и дурски балади. Каква е сега таа молска? Имам заборавено од школа. После ќе ви засвирам после една дурска балада на Evergreen. Добро. За да видиме разликата. За да видиме разлика, што е дур, што е мол. Така е. Има специфично име, не знам дали некоја сме зборувале, мислам дека не. Има ли моето име? Да, има ли приказ на како и зошто те крстиле Вито? Па не знам стварно специфично во мојот град многу дали имаше еден човек или двајца овде, мислам ли цела Македонија поретко на факултет. Не сум го слушнал никогаш. На факултет кога учев мојата професорка по белоруски, кога кажав моето име, таа ми рече Вито, па тоа на белоруски значи живот. Аха, од Вита, значи Вита е бела, животот е убав. Да. Што беше на италијански, значи на италијански ла вита е живот. Аха, тоа е интересно. Тоа е моето име. Некои ме викаат Витомир. Аха, мислам дека Вито ти е скратено. Да, скратено, не, така сум во изводот. Така си во изводот официјално. Ти донело привилегии името? Еве сега ако се вратиме назад. Па не знам, така требало да биде, дали привилегии,
Може да се каже. Или зашто повеќе да не? забележителен па да ти испрашуваат професорите. Што те памтат Одамна беше и тоа. Професорите кога ме испрашува, мислам оно средношколските професори. Да. На факултетот, па и тоа беше одамна. Така. Години поминаа. Поминало многу време. А денеска одлучивме дека ќе бидеме малце поразлични од она што претходно генерално сме го правеле и ти рече дека си целосно расположен да Може. да се свири и да се пее. Сам ли можеш да свириш гитара? Па, така имав еден братучет кој што ми ги покажа првите акорди на гитара и потоа самоучки. Сам да сум посетувал некоја школа. Така е. Значи ти си вистински талент, онака. Баш талент Може да се каже. во вистинска смисла на Може да се зборот. каже. Не биде толку скромен сега кажи си сам. Што ќе свириме прво? Па вака. Сакам да отсвириме еден македонски евергин кој што потекнува од минатиот век 1968 година. 68 година и тоа евергин кој што е за прв пат изведен од женски изведувач. Се работи за Нина Спирова. Потоа имаше и верзија на Верица Ристевска, но песната може да се пее без измена на текстот и со машки изведувач. Тие песни, јас ги нарекувам унисекс песни. Унисекс песни, да. Песни ми се баш така драги и интересни. И се работи за дурска балада, која што е турска балада. А после ќе слушаме молска. Може да видиме разликата. Може. Значи оваа песна е стара 58 години. Ако вака добро математички. Ако вака утрински добро Јас со математиката сум скарат, не знам колку е, ама може, ако е 6, ти свири, јас ќе пресметам уште. Може. Значи се работи за песната Молчи љубов моја. Како река која мине, како сонце што се гаси, крај нас љубов тивко гине и ни лади срца наши, нашите огнои само тлеат, а ни биле врели луди. Други срца сега греат, празно ми е и ми студи. Молчи, молчи, љубов моја, запри раце усни неми. Пред тебе ко болка стојам, само поглед еден земи. Молчи, молчи, љубов моја, запри раце усни неми. Пред тебе ко болка стојам, само поглед еден земи. Како тоа добро звучи. Благодарам. Вака си по дома цело време распеан, развеселен? Да. Се свири. Се свири, се ужива. Да. Генерално музиката е во склоп на твоето семејство, нели? И останатите членови знам дека И останатите членови, синот и ќерката, синот свири гитара, ќерката е љубител на добро пеење, па и таа знае да фати некој акорд. Иако е не е малечка и таа, 17 години, но свири, се занимава не се занимава, него ужива во музиката. Ностоп кај нас нешто модерни, во една соба ќе влезеш, се слуша Здравко Чолич, во друга соба се слуша Deep Purple, во трета соба се слуша Јесен умом со каку. Среќа добра изолација има. Среќа добра изолација и тешко на мајка. Браво. Тоа значи дека никогаш кај вас не може да биде досадно. Ниту понака без било каква енергија. Да. Тоа е убаво. Среќен ли си што децата некако одат по твојот пат?
тоа што некако музиката им станала нив баш онака составен дел? Па веројатно е генетски тоа. Значи има случаи на големи музичари, да речеме, кои што ќе ги прашат, ќе рече не, моето дете е во други води. Знае да биде поврзано со уметноста, например, да е некој сликар, тој музичар, неговото дете сликар или било што, било каква уметност или еве камерман, нешто со такви работи да се занимава гледајќи го тоа, но моите деца среќен сум. Ја сакат музиката, да. Ја сакат музиката, не ги присилувам да бидат тоа војнина. Тоа е желба. Израснати се со тоа, сигурно биле дел од твоите настапи. Ги носеле како дете или не баш? Мината недела свире во еден кафе бар во Пробиштип, кој гости ми беа и синот и керката. О, имаше ли трема? Се имаше. Беше весело. Се имаше дури и трема. А трема од нив? Да. Па од нив не. Трема никогаш трема, тоа на некои си јавни настапи можеби некоја позитивна тремичка. Так. Но вака во ресторан, во кафана, мислам пред телевизија така трема, нешто трема на свадба трема, тоа е секако дека не долго време си со музика, да. Ако сум, како што рековте, рокер во душа, имам испеано над 500 класични македонски свадби, венчавки. Значи тоа е 6 сата во одреден објект да свириш току 5 до 6 часа оди тие. Тоа е да свириш 90% народна музика. Wow. Значи тоа е нешто различно од ова што беше молчи. Тоа е многу. Ама добар, математика велиш се лоша, ама статистикава ти оди некако. Статистика може да се каже, да, статистика може, математика признавам. Математика е признавам пораз. Може и така. Кога сме кај статистиката, има еден интересен момент, а тоа е дека секој ден во последните 15 години Вито на Facebook објавува по една песна по негов вкус. Сега пак математика треба да сметаме се колку песни се тоа. Па може, тоа е лесно. Вака, на здравје на 10 мај ова година ќе наполни 15 години таа моја пасија, таа моја љубов кон тоа што го измислив на Facebook тема на денот. Тоа значи дека секој ден пуштам, постирам по една песна што јас сметам дека е добра и во различни стилови. Значи, кога се израчуна 15 по 365 може да се види за каква бројка се работи. И тоа не е само песна да постираш како некој му се допаѓа песна и да закачи таму и кој ја видел, кој не ја видел. Секоја приказна, секоја песна претходно има некоја увертира, нешто напишано, некоја дескрипција зошто е таа тема на денот. И таа моја љубов тема на денот последните 3-4 години ја правам по песните ги постирам според некој концепт. Да речеме во понеделник пуштам рок класик. Тоа е претежно странски numeri кои што се онака тврди рокерски рок класик. Во вторник пуштам XU. Вторник, значи ми е задолжен за таа XU сцена која што може да кажам нескромно, таа е мојата вистинска омилена и професионалност може да кажам во таа XU музика. Не се повториле, ќе ги докажеш и другите денови, во меѓувреме не се повторила песна. Може да се повтори, но во 15 години прашање дали тие се истиот спот. Например, може да се случи да пуштам еве XU, да пуштам Веруем, не веруем од Бајага. Ако се случи после 5 години да пуштам истата песна, може би ќе биде со друг спот, а и друга ќе биде приказната. Сигурно нема да биде Веруем, не веруем, моја омилена XU песна. Си го сврзуваш ти да дело текстот во твој контекст некако така? Да. Тоа е идејата на... Да. Например, денеска е четврток. Денес немаш постирано? Не сум уште. Што ќе постираш денес, кажува ексклузивно? Денеска нешто ќе биде трајни вредности. Четврток, тоа са музика од 70-тите, 80-тите, па и 90-тите години на минатиот век, што
остава траен печат и затоа се вика трајни вредности. Така. Не може да ставиме песна од 2010, тоа уште е рано за да постане Evergreen. А денот за Evergreen ми е среда. Во среда пуштам среда Evergreen, во четврток трајни вредности, во петок премиера, петок промо, или понекогаш пуштам и петок алтернатива. Тоа е алтернативна рок музика, како Nirvana, Pearl Jam, тие бендови да речем, да објаснам што е алтернатива. Во сабота со еуфорија, бидејќи мојата група има доста видеа на YouTube, така да може да се собере да пуштам сабота со еуфорија за наредната година дена различни песни. И во недела пуштам малку така повесело, неделно попладне и се пушта Викенд народњак. Да размислиш ти за некоја емисија? Вака со концепт, со приказни, со теми на денот. Или да почне Вие сте задолжени за тоа. Слушај, или да почне со јавување во живо. Ништо не се исклучува, се е можно. И никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна. Ти си пример дека тоа никогаш не е доцна. Стварно е така и дека ако некој сака, има желба, само треба малку да собере нели храброст за да оди чекор понатаму. Сето тоа е љубов. Љубов. Треба си роден за таква некоја работа. Да си поврзан со... Не можеш да бидеш водител, еве, ќе одам во твојата струка ако не го уживаш тоа. Да, тоа е точно. Значи мора, исто и музичар. Не можеш да одиш да свириш, само да земеш пари или. Прво треба. Имаше Ѓорđe Валашевиќ, сега ми текнува една многу силна изјава. Вика, некои се грижат дали ќе ги наполнам салите. Други се грижат дали ќе ги наполнам џебовите. Но мене ми е најважно да ги наполнам срцата. Значи, ако си ти музичар, ако не пружиш енергија на тој што те слуша, ако не му направиш кеф, на кого си пееш ти? На носот. Залудни се сите други работи. Ај нема да траеш, нели, доколку го нема тоа. А има и такви моменти кога не ти е до песна, а мора да пееш. Пак е поврзан со песна. Хари Џиновиќ вика, певале бих усне, али не че моја душа. Тоа е уметноста, да пееш кога не ти се пее, а треба. Тука е веќе професионалниот пристап, нели? Крај, завршуваш. Имало такви ситуации? Не, кај мене не. Кај тебе не. Таа желба се уште не. Така, да. Добро. Ама сигурно имало ситуации каде што нели се случувале други работи приватно, нели кои што одземаат енергија, меѓутоа ти во склоп на твојата работа мораш едноставно да дадеш енергија на публиката без разлика што приватно ти се случува. Еве сега ексклузивно ќе направам еден поздрав. Вчера правев еден мал хируршки зафат, како се вика. Под оваа чизма ногата ми е завртена. Да. Добро. Потоа. И сега мора да ги поздравам клиниката, поликлиника Андоновски од Пробиштип и двете Кристини докторки. Мора да ги поздравам. Добре. Вчера можеше да не дојдам, но кога договоривме, па случајно. Бидејќи кога се слушнавме не знаеш. Да, не знаев него после, тоа се случи 2,5 часот попладне. Аха. Добро. Така, и мора да запеа малку. Па еве таа професионална. Срца ми пружила чашу црног вина, Кристина, Кристина, за двете Кристини. Да не им пееше додека ти ја средуваа ногата? И да знаеш да пеев. Од болка. Дури кога има болка се пее, не? Пееш, да не мислиш во тоа. Браво. Може ли Вито да излезе во Пробишти па да не го тераат да пее? Па тешко. Тешко. Реалноста е дека е тешко. А не ми е тешко да запеам. Да. Во тоа уживаш, нели? Да, секако. Во тоа уживаш. Ветив е твојата авторска песна која што веќе 2024-та, нели, помина. Да, мислам дека беше јуни. Да, мислам дека беше јуни 2024-та. Може да отсвириме. Може да отсвириме? Ајде. Може да оди малку. Тоа ни е втората или ова ни е гратис? 2 нарачани, 3-тата гратис. 3 за среќа. 3 за среќа. Ветив дека живот ке украсиш мој. Се сетив сега дека без тебе пропаѓав.
Ветив дека светот ќе го види цветот што мириса до бол и што ми се допаѓа. И пред сите ветив дека нема крај, се додека си моја. Ти само танцувај, ветив ке те чувам и кога ќе дува, дури и кога страв ке ползи, ветив дека душо ке ти бришам солзи. Ветив се ти посветив, ветив ке те љубам и кога ме судат, ветив пред Бога и пред себе, ветив вечно ке те сакам само тебе. Душо, се јас победив, ветив јас од песни ке направам дом од скапи рими врати, од љубов ѕидови. Ветив ке ти пеам, усни ке ти смеам, ке заспивам за нас под звездени ридови. Ветив ке те чувам и кога ке дува, дури и кога страв ке ползи, ветив дека душо ке ти бришам солзи. Ветив се ти посветив, ветив ке те љубам и кога ме судат, ветив пред Бога и пред себе, ветив вечно ке те сакам само тебе. Душо, се јас победив. И мора да го поздравам Огнен Неделковски, овој прекрасен текст го напиша токму тој господин. Сега сакам да искоментирам, многу добар текстот. Јас сум ја слушнал песната да сме ја промовирали, меѓутоа сега некако кога е во живо можеби поинаку иде до израз. До живош. Да, во живо. Да, Огнен Неделковски. Ветив дека ќе те чува дури кога дува. Дури кога, да, като тоа се некои магични рими на Огнен. Да, баш. Со Огнен се знаете долго време? Па, со Огнен се прва знаеме. соработка? Наредната песна ќе откриеме тајна, а за баладата што зборувам, текстот е повторно на Огнен Неделковски. Иначе со Огнен се запознавме, одно после никогаш не доцна. Так. Значи, ете пак дека не е доцна никогаш. Да. 3 години. Баладата е она песна која што наскоро треба да излезе? Да. Во кој фазон ќе биде, што може да откриеме до сега? Па ќе биде љубовна балада, за разлика од Ветив, јас побарав од Огнен да ми напише текст која ќе има хепи крај. Срекна конотација ќе биде во комплетно целата песна. Ова се вика, ајде не го откриваме насловот, ќе види и тоа. Овде се работи за разединување, за раскинување на врска. Значи вистинска тажна балада. Ова ќе биде тажна балада. Да. Колку ти е важно во текстовите да има нешто што, не знам, ќе те асоцира или ќе биде дел од твојот живот или од некоја лична приказна? Па, јас мислам дека не е едноставно тоа во секој случај е важно, но такви лични приказни има повеќе во романите. Песни. Многу се ретки песни кои што така биле. Еве, пак ја поврзам таа моја специјално секција музиката. Дали знаете дека Селма, песната на Бело дугме, е напишана за вистинско лице Селма, дури тоа го имаше допред 4-5 години се појави Желјко Бебек кога ја изведува Селма и вака во исто ток-шоу емисија како твојата, како магазин, доаѓа вистинската Селма и седнува до него. Песната за која е напишана песна. Тоа се случи некаде пред 3-4 години, а Селма е стара 40 години. Песна и 45 можеби. Тоа се случи пред 5-6 години,
Значи, Сега, за жал, таа вистинската Селма ве пред лани полани е покојна веќе. Така. Исто така уште една приказна со таа ексио музика, Милена генерација на нови фосили, песната е напишана за некоја Милена која што деновиве почина и била Милена од Македонија, од Неготино. Тоа е она, да, ја видов информацијата, ја проследив. Тоа се тие вистински приказни. Така. Тоа се моменти кои што нели остануваат. Остануваат и на вистина постои тоа лице за кое се пее. Да, па како велат, болката во уметноста секогаш ги дава најдобрите дела. Резултати, за жал нели би рекле, меѓутоа ете веројатно тоа лично пореметување во моментот знае на креативен начин да ги преточи тие емоции. Што планираш периодов, освен тоа што нели ја спремаш баладата, февруари рече дека генерално за музичарите малце потивок месец, а и фино е веројатно тоа после декември, јануари кои што се навистина премногу активни. Точно, треба да се малку одмори, да се наполнат батериите, не мора се ајде. Наеднаш, да. И доаѓа пролет, ќе дојде пролет кога се будите како мечки, да? Точно, како и се, како природата. Имаш ли вака планови, што сакаш годинава да реализираш, што сакаш да ти се случува? Па не. Или се водиш спонтано? Спонтано, да. Песната прво ќе ја промовирам, не е ни почната, и потоа ќе видиме. Ќе има нешто интересно, сигурно. Едно по едно, да. Кога не правиш ништо, кога не си на настапи, што прави Вито дома? Моментално и секогаш многу уживам да погледам некој филмче, но нема многу време за оние долгометражни филмови. Кога сме биле клинци сме ги гледали покеда. Морам да признам дека тоа може да бидат на сите овие сапуници по 40 минути, колку трае. Те релаксира, тоа се го гледаш. Ме релаксира. И многу гледам спорт. Спорт, многу. Било каков или фудбал? Фудбалот е најважната споредна работа во светот, но спортот нема граници, сите спорт. Формула 1 не гледам. Не гледаш спортови не гледам, што не сум влегол во тој филм. Така. Не ги знам, например. Пикадо не гледам иначе оние генерално најпознатите спорт, тенис, да речеме, што се индивидуални спортови. Нови тенис може да биде и во дабл да играт и двајца. Навиваш за Новак Ѓоковиќ или? Па тој ни е комшија тука близко е. Го чувствувам. Што би рекле од кај нас наше. Наше. И тој си е наш. Да. Тенис, ракомет, фудбал, кошарка, сите тие. Си играш спорт можеби или само си од страна на љубител? Многу поретко сега можда летово играв мал фудбал. Ме натераа после 4 години. Инако како дете сум бил пионери во ФК Рудар, во Пробишти, само до пионери, младинци, до таму. Дури играв и одбојка во акумулатори, сега постои. Весна, мислам дека се викат сега. Пробишти психолог и одбојка играв. Интересно, че си бил спортски активен. Спортски активен бев, да. Тоа значи дека ако не си бил со музиката, веројатно ќе си продолжиш со спорт. Па можно е. Ние на физичко нема шанси со брат ми да не отидеме на физичко. На се може да не отидеме. На се може да отидеме. Ама на физичко никако. Физкултура. Идеме. И тоа сакам да видам на крајот, ако биде први час или втори физичко, после денот не ти поминува како што треба. Точно. До 7 час, до 1 часот попладне. Тоа никогаш не сатив како физичко може да биде прв час. За размрдување изгледа. Па, супер. Можеше да е во војска кога бев. Да видиш како да правиш вежби на рано наутру 5 часот. Спиен, не спиен. Нема врска од да се будиш. Уста е војско. Да. А обично тебе настапите ти се навечер. Си спанко после тоа или генерално си човек што сака утрински да си го фати теркот на денот? Порано може да сме спиеле. Сега некако сега не мора да се спие. Не можеш да спиеш. Наутро. Знаеш дека имаш обврски, одма се будиш со утринско кафе, гледаш магазин и денот почнува. Значи се будиш 9:30. Среќа ние не сме толку порано. Среќа не сме ние толку многу порано. Премногу рано. Ако сите овие многу песни кои што си ги постирал, кои што си ги изведувал и така натаму, треба да избереш една, две, три кои што некако би ти биле онака на листата на прво место, кои би биле тоа?
Еј, знаеш дека ова Отиде емисијата, немаме време. Отиде? Се шегувам. И сам сум го поставил која е песна на мојот живот, при толку испеани песни, постирани. Нема сега конкретна. не можам да одговарам. Да, веројатно нема конкретна. Нема конкретна. Дури во таа правев моих 50 по терк на едно, значи моите 50 омилени песни. Во тема на денот во времето на короната беше, правев моите омилени песни од ексју сцената. И започнав со без разлика која ми е најдрага, значи нема редослед прва или втора, 50 најдраги песни од 50 бендови, ексју бендови, ставав по една песна. Сега може да ми текне која ставив на последна која објавив, како од 50 почнав и прва која ми беше, мислам дека тоа беше Побечи негде од риблја чорба. Тоа е непозната песна току. Обично таквите песни мене се ми интересни. Значи не она што е комерцијално, да речем дека комерцијално. Такви песни некои. Или од Бело дугме, не пристав со обичу се што хоче, Свечето о мила моја, Преклети рузмарин, Снегови шаш. Тоа се многу големи балади, огромни, на рамниште на рок опера. Значи, такви некои песни. Значи нешто Бело дугме сигурно. И од странската продукција, постојат и во народната, да речеме, опасни македонски народни песни, да речеме. Кирил Манчевски, Никола Бадев, Александар Сариевски, ако зборуваме за македонско. Народна има и други од ексју сцената, што имат тежина песните, не са само то Мики, то, ајде, три тона и удри на веселje. Така си е, не е така Значи, врцела. постојат песни кои што се стварно песни за кои што треба да се збори со тежина и да се размислува за нив. Еве, дури Гоце камерманот се согласува со коментарима. Фала ти многу за денешното гостување. Сега ќе завршиме емисијата, да не се секираш. Конечно. Се разговоривме многу дека. Добре. Убав пат за пробеште, фала ти што денеска дојде и покрај хируршката интервенција, да се гледаме зубави работи, па здравје се слушаме за промоција на баладата. Добро. Ветувам. Ветувам како мојата песна Ветив. Така си е. Супер. А ние ветивме дека на крај ќе идеме со нешто што е отпеано од тебе, така што за крај ќе уживате повторно со гласот на Вито, останете на Сител и не заборавајте, секој ден во 10 часот во Живо магазин, но и цела програма бидејќи се трудиме. Чао, чао.